Учениците во штипските училишта мрзнат, обвинија денес на прес младите од СДСМ, повикувајќи се на реакции на родители, како и фотографии кои беа презентирани на пресконференцијата. Почетокот на второто полугодие, учениците и професорите го дочекаа во студени училници, без грејање. Учениците се принудени да носат јакни, шалови и ракавици за време на часовите. Еве, погледнете ги овие фотографии што го покажуваат тоа. Според информациите што ги споделуваат родители, дури и праќат грејалки од дома за децата да не го минуваат денот во студено. Грејањето во училиште е минимум услов за нормална настава. Бараме објаснување од Захариев, дали парите наменети за нафта за грејање во образовните установи се пренаменети и зашто? Обвинувањата на СДСМ веднаш ги демантираа од општината, од каде информираа дека една недела пред стартот на второто полугодие биле направени контроли во сите училишта. Констатирано било дека сите имаат доволно нафта за нормално загревање на училниците. Не знам како некој од фотографија може да оцени дали има и грејење или нема и доколку има да се изјасни конкретно за кој училиште станува збор. Демантираме дека има вакво нешто и очигледно станува збор за дневна политика. Значи парите кои што се наменети за нафта се строго наменски и не можат да бидат искористени за ништо друго освен за нафта за грејење. Со демант излегоа и образовните директори. Најодговорно тврдиме дека во основното општинско училиште Ванчо Пркештип се обезбедени доволно количини нафта и немаме проблеми со грејење. Значи наставата се одвија во добри услови, односно за грејани училници. Иако ова може да се каже беше една од најладните зими во последните 20 години, немаме никаков дефект во ниедно средно и во ниедно основно училиште. Со последниот тендер за грејење основните и средните училишта набавиле 182.000 литри нафта. Поради екстремно ниските температури, потрошувачката на нафта е зголемена, па вчера само средното општинско училиште Колен Ехтенин набавило дополнителни 12.000 литри нафта.